Почитувани, добар ден, ја следите Црвена линија. Еве со вас зашто ќе говориме денес. Фондот за здравствено осигурување од денес е поврзан со Централниот регистар на населението, што треба да донесе побрзо и поефикасно решение на боледувањата и другите здравствени права. Но бројките покажуваат спротивно. Злоупотребата на боледувањата, особено во јавниот сектор, расте. Илјадници случаи годишно, милионски суми и сомнежи дека дел од боледувањата се користат не поради здравие, туку поради комоција. Исти лица, различни диагнози. Со месеци на боледување, платата редовно легнува. Дали боледувањето стана најзлоупотребуваното здравствено право? И дали новиот систем ќе стави крај на лажните боледувања? Сега, тоа се прашањата и верувам дека секој еден од вас ќе се вклучи денес, како и секогаш активно во Црвена линија. Да го сторите тоа, е доволно да го завртите нашиот број 02307 0005. А на самиот почеток да го погледнеме и прилогот на Тамара Марковска. Дигитално боледување, породилно отсуство и рефундација на лекови. Ова се дел од услугите кои од сега граѓаните ќе може да ги добијат електронски. Директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски вели дека е формирана работна група од представници од Фондот за здравствено осигурување, Министерството за здравство, Министерството за финансии и Управата за јавни приходи, кои ќе ги разменат податоците и со тоа ќе имаат поголем увид, со кој ќе се спречи проблемот со лажните боледувања. Според податоците, од почетокот на 2025 година па се до декември, исплатени се над 90 милиони евра за боледувања подолги од 30 дена. Наједноставен пример, имаме 24 милиони рецепти. Шанса нема хартиено да ги исконтролираме. Значи, дигитализацијата ќе овозможи многу позадински функции, ефикасност во сите полиња, и за граѓаните, меѓутоа и за институциите. Фондот посочува и дека директорите кои незаконски си ги зголемиле платите, парите не ги вратиле назад во здравствената каса до крајот на годината. Тие велат им даваат уште една шанса да го регулираат ова. Во спротивно ќе се соочат со казни. Заклучно со 31.12. ниту една јавна здравствена установа нема повредна прекумерно исплатените надомести плати што и да е. На повторените контроли ќе бидат изречени казни. Истовремено со најавите на казни за незаконско зголемување на платите, кој Клековски го обелодени кон крајот на минатата година. Директорот на фондот вети зголемување на платите во здравство од март. Црвена линија денес ве прашува дали според вас боледувањето стана најзлоупотребуваното здравствено право и дали новиот систем според вас ќе стави крај на лажните боледувања. А кога сме кај прашањата, дури во овој момент топло препорачувам што поскоро да не заследите и на Инстаграм. Во текот на целиот ден е активна анкетата на Црвена линија, која што можете да ја најдете доколку кликнете на Инстаграм стори. Таму ве прашуваме: кој е виновен за злоупотребата? Имате две опции за одговор: под А работниците, под Б лекарите. Кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор. Резултатите стандардно се сумираат во проценти, а се објавуваат како и на Инстаграм стори, така и во живо некаде на крајот на ова денешно издание на Црвена линија. Па да почнеме со нашата дискусија и ова ново издание на Црвена линија. Да слушнеме дали боледувањата стана најзлоупотребуваното здравствено право и дали ви се чини дека токму новиот систем ќе стави крај на лажните боледувања. Добар ден. Добар ден. Игор, верувам вие сте, па еве кои се вашите одговори? Па јас мислам оти боледувањето, ако е разболен човек, да боледува, нека земи болување, ама лажно болување не чини да биде, не е убаво да има. Сега, кој е виновен? Кој е виновен? Лекарите, да речам, или работниците, кој бара? Јас на боледување имам одено на работа, ама
на боледување со ве стварно болен, со ве например раката скршив и така верно боледување. Еве, според вас, дали ви се чини дека новиот систем ќе стави крај на ваквите лажни боледувања? Да. Да. Добро. А во однос на анкетното прашање, нешто начнавте, но не дадовте одговор. Еве, кој е виновен за злоупотребата, работниците или лекарите? Па исто е тоа вина, дали работниците или лекарите. Лекарите да речам, велам, боледување се зема ако си стварно болен. Ако си стварно болен, да земиш боледување, ако си стварно болен, ако не, да лажиш нешин. Е така. Добро. Толку фала, пријатно. Големо благодарам, Игор. Секако прв се вклучивте во оваа црвена линија и продолжете да не гледате, бидејќи во продолжение продолжуваме со вас. Добар ден. Дали се слушаме? Верувам дека ќе останете на линија од кога ќе го завртите нашиот број. Верувам дека и навистина не ретко велите дека и тешко не добивате, така да добро е што сте упорни, но штом нели и ве превземат од режија, за да нема исклучување и да немате впечаток дека не сте вклучени. Секогаш имајте на ум да го намалите целосно и тонот на ТВ приемникот. Не користете интерфон ниту спикерфон за учество во емисијата Црвена линија. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Ало? Во Црвена линија сте, повелете, ве слушаме. Дали ме слуша гледачот? Ало? Ме слушате? А слушам, добре. Па, одлично, во Црвена линија сте, повелете. Па вака, ништо не може да ги спречи лажните боледувања. Така добро се снаоѓат тие што земат лажно боледување, фаќат и доктори, фаќат и членови на комисии, работе во јавно предпријатие, претежно имавме доста луѓе од село кои што работеа исто во предпријатието, така да многу лесно земаа боледување, многу лесно земаа ИПК, она што е полуспособни што се, така да тие луѓе ништо не може да ги спречи да го потребат, да најдат некој друг начин како да стигнат до боледување. Ви се чини ли дека е новиот, се извинувам, дали ме слушате? Како да стигнат до комисија. Дали ви се чини дека новиот систем не ме слуша гледачот, најверојатно? Сега, ало? Новиот систем ви се чини ли дека ќе стави ред кога и крај на лажните боледувања? Никој нема да стави ред. Така, благодарам за учеството и секако за одговорите. Продолжете да не гледате останатите кои што секако сакате да дадете удел и да дадете одговори на прашањата на Црвена линија. Имате простор тоа да го направите, се разбира и на социјалните медиуми. Facebook е се што ви треба, всушност профилите на Црвена линија и профилот на Телма телевизија. Темите кои што ги разгледуваме заедно со вас и обработуваме секако секојдневно се објавуваат на зидовите на профилите на Црвена линија и Телма телевизија. Па еве денес како изгледаме на Facebook. Прашањето е дали новиот систем конечно ќе стави крај на лажните боледувања. Пристигаат првите коментари, така да ако ви е полесно се разбира да дадете одговори преку пишување, пишувајте или едноставно бидете активни и на Инстаграм, бидејќи во тек е анкетата на Црвена линија. Да слушаме што ќе одговорат останатите гледачи. Добар ден. Ало, добар ден. Па еве ви се чини ли дека новиот систем ќе стави крај на лажните боледувања? Ја мислам дека новиот систем не може да стави крај на лажните боледувања. Вај народ е толку прифриган за такви лажни работи, што никаков систем не може да му стое на пато. Они ќе најдат начин како да дојдат до боледување преко други работи, преко лекаро, преко пријатели, преко роднини и ќе си најдат начин како да си дојдат до лажни боледувања и да си се сунчат
по плажите и да си одат на одмор. Ово е само воведување на системи во оваа држава, кои системи народо вешто ги избегнува и се доваѓа до својата цел. Каде ја гледате се извинувам, каде ја гледате вината за ваквата злоупотреба, кај работниците или лекарите? И кај двата. И кај работниците и кај лекарите. Работниците и кај двете, и кај работниците и кај лекарите. Работниците, ако има некоја нивичка да си поработе, ќе си земе лажно боледување и ќе си оде тамо да си работе, а лекаро ќе му даде боледување. А исто така и тие што си имат парички. Ке посетам сега го особено за оние кои што верувам ќе ви имаме такви за прв пат ке посакате и ќе бидете дел од ова издание на Црвена линија. Имајте на ум дека времето за јавување изнесува 90 секунди. Но секако постои можност повеќе пати да се вклучите и да се надополните со нови 90 секунди. Јас ве замолувам, иако тоа постојано го повторуваме, секој едно вклучување прво и задолжително што треба да направите е секако да го намалите тонот на ТВ приемникот. Не користете интерфон, ниту спикерфон. А пишувате коментари на Facebook, бидејќи наскоро ќе почнеме да ги читаме и нив. Добар ден. Добар ден, Јалек сум на линија. Да, во Црвена линија, повелете. Добар ден, добро вечер. Нека биде веќе добро вечер. Нели, одамна не сум се јавил, зашто беше кај минутите ќе поминат. Еве, дали сметате дека новиот систем конечно ќе стави крај на лажните боледувања? Лажни боледувања, ја 3 месеци идеше преко комбинат. Работеше. После 3 месеци праќаме преко социјално. Разбираш? Ве слушаме, продолжете. 3 месеци преко работна организација, после преко социјално. Чекај еше да ти кажу немејски. Честитското добили го село Иванкот. Како се извинувам, повторете? Честитко не ти рекла, ќе ти прату за многу година. Добро, еве каде ја гледате вината за злоупотребата на боледувањата, кај работниците или лекарите? Парите први 3 месеци ги взимам од комбинатот. После преко социјалното пуштеа пари. Социјалното. За фонда за социјално. Како вика саѓа? Така, фондот за социјално осигурување. Во ред, благодарам многу за одговорите и учеството во Црвена линија. Бидете активни на Facebook, секако ве подсетувам, еве во текот на ова издание веќе пристигаат нови коментари. Она што ве прашуваме е дали новиот систем конечно ќе стави крај на лажните боледувања. Добар ден, добро вечер. Ало, добар ден. Ајде, господине Љупчо, да ве слушнеме. Како може да се каже лажни боледувања кога доктор ги препишува? Значи, треба фактички тогаш докторите треба, тие што го препишале болувањето, тие треба да се гонат. Ако е лажно, како што тврди Клековски. Меѓутоа, знаете, овој човек последно време стана чуден, да ви кажам право, со неговите изјави. Едно време, нели, се од една страна во Министерството за здравство се спроведуваат превентивни акции за рано откривање на разни болести. За да пред месец дена тој истиот Клековски коментира дека премногу се користат тумор маркери. Како да го прашам да се прави превенција за одредени болести ако не се користат тумор маркери? Мислам, човекот стане контрадикторен. Проблемот е што се плаќаат многу пари. Гледам сега некои се мани за по приватни болници, да таму имаат големи фактури, цените се покачени. И сега, еве нека ми објасни како преку новиот систем он мисли да контролира болувања. Препишано од доктор. Никој не го каже тоа. Како мисли да ги контролираат боледувањата?
Понапред си имало преку фирмата си имала своја комисија и сите тие што биле на боловање, комисијата се ги ким сватирен круг контрола ким направи, па тогаш ќе видат дали е лажно. Благодарам за учеството во Црвена линија. Потсетувам секој оној кој што оцени дека треба да се надополни или едноставно сака да се доискаже, слободно вртите го повторно и повторно нашиот број. Продолжуваме со вас. Добро вечер. Добро вечер. Дали се слушаме? Некако малку помачно овој пат со линиите, но јас секако ве потсетувам, особено ако дебитирате во Црвена линија, да имате секогаш на ум прво што ќе направите да го намалите тонот на телевизорот. Изгаснат ми е. Да, во рете се слушаме веќе, јас прв пат ве слушам во моментот. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Ве слушаме, повелете. Околу лажниве боледување, сега не знам кој е новиот систем, не сум во тек. Добро. Кој е тој систем? Што ви значи тоа систем? Некои законски измени има или? Дигитално боледување, породилно и рефундација на лекови. Ова се дел од услугите кои од сега граѓаните ќе може да ги добијат електронски. Па еве дали на ваков начин ќе има намалување на злоупотребата според вас? Па може би, да. Не може конкретно да се одговори со да и не. Причините се нефункционалност на општо на системот. А иначе околу оваа тема последно судијава што му беа најдени парите во ЗИД, знам дека на боледување отиде, па се у домашен притвор. Значи, државата нема систем да открие дали се лажира боледувањето или не. Добро, а еве каде ја гледате вината во однос на злоупотребата? Кај работниците или лекарите? Па не, конкретно кај никој, општо на нефункционалност на држава и на користење на државни ресурси како да се најдени. Не разбираш? Така, и секој од најмалото ниво, пошто горе знаете какво ни е општо. Големо благодарам за учеството и одговорите во Црвена линија. Останете со нас и следете ни понатаму. Останатите бидете активни, ве потсетувам на Facebook. За многу кратко време ќе почнеме и со читање на коментарите. Добро вечер. Добро вечер. Во Црвена линија сте, повелете, ве слушаме. Јас сум Тина. Да, повелете. За боледувања, да кажам, не знам се каков е системот, меѓутоа лажни боледувања тешко дека има. Затоа што сите боледувања се одбиваат од плата. Значи до 7 дена 70% се плаќа, 30% се одбива. До 15 дена треба да иде на комисија, од 7 до 15 дена треба да иде на комисија. Значи треба, па после има таму 80%, па до 2 месеца 90%, до месец дена 90%. Сакам да кажам, не знам дали има лажни боледувања и кој ги користат, тоа сигурно не знам кој ги користи, ниво приватниот, па ниво државниот сектор. Еве, јас 30 години работев, па не сум користила, избегавав да користам боледување. Некојаш и кога не ми било добро, ќе земам ден, ако имам од одморот оставено, за да го прележам малце, па другиот ден пак да си одам на работа. Значи, кој ќе видиш колку одбиваат, не знам, ако има таков систем, да има такви лажни боледувања, Бога ми, да видиме тоа, да чуеме како ќе го откријат тоа и што ќе се направи. Ако има такви лажни боледувања, нека се откријат. Меѓутоа, многу се одбива кога ќе оди човек на боледување. Освен некој за одмор да земе лажно боледување, ама пак ќе дојде и сунчат. Значи не може да се открие. Поздрав сте, најубаво, пријатно. Благодарам и вам за учеството во Црвена линија. Сега ќе ве принесам унаму каде што и треба редовно да се клика, тоа е на tilma.com.mk. Во однос на темата за која што говориме денес, задржете го своето внимание на следниот наслов. Фондот за здравство скроил план против лажните боледувања. Дигитално боледување, породилно и рефундација на лекови. Ова се дел од услугите кои од сега граѓаните ќе може да ги добијат електронски. Директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски вели дека е формирана работна група
од представници од Фондот за здравствено осигурување. Министерството за здравство, Министерството за финансии и Управата за јавни приходи кои ќе ги разменат податоците и со тоа ќе имаат поголем увид со кој ќе се спречи проблемот со лажните боледувања. Според податоците од почетокот на 2025 година па се до декември исплатиле над 90 милиони евра за боледувања подолги од 30 дена. Почитувани Црвена линија денес ве прашува, ви се чинели ли дека токму новиот систем всушност ќе стави крај на лажните боледувања? Добро вечер. Здраво. Здраво. Па види вака, ако се сеќаш, имаше пред може година дена, ако не и помалку, кога имаше местенки со каснување од кучиња, па наплаќа дебело, дури сами себе се повредува за да взимаат пари, за да добијат надокнада од општината или кој им наплаќаше таму тоа повредите од куче, да речеме, што ги нападнало демека, усвари не нападнати. Не е чудно ништо и болувања да се прават, ја не викам дека не, али убаво рече Љупчо, докторот што пишал болувањето треба најше да се гони. Ако е лажно болување на местена работа, па дела пари меѓу себе, значи тоа значи дека докторот е крајниот подпис. И кога иде тоа таму, кога се пријавува во фонд или кај да е таму, да се рефундира, тоа го подписот негов се држи за валиден. Па сега валја имаат стручни екипи кои тоа може да го истражат и да утврдат дали е вистина тоа со болувањето или не. На времето имаше болување, пријавуваш болување дека си на болување, ќе ти дојдат на изненажење дома да видат дали си ти на болување, а ти си отишол некаде покрај некоја вода на некој плажи се бањаш и ќе ти кажат после како иде таа работа. Нема време, поздрав, пријатно. Благодарам многу и вам за одговорите во Црвена линија. Ајде да ве прифрлам и на Инстаграм, секако во текот на целиот ден е активна денешната анкета. Ако не сте меѓу оние кои што не следат, ќе ни биде навистина драго да бидете дел од оние кои што ја следат Црвена линија и профилот на Телма телевизија. Денес на Инстаграм стори ве прашуваме кој е виновен за злоупотребата со боледувања, под А работниците или пак според вас Б лекарите. Да видиме каков одговор ќе добиеме од следниот гледач или можеби гледачка. Добар ден, добро вечер. Добар ден. Па и ве, кој е виновен за злоупотреба на боледувањата? Дали ме слушате? Ало? Ве прашувам според вас кој е виновен за злоупотребата со боледувања? Комајците, ајде, нека каже некој кој ќе го побие. Ве слушаме, продолжете, што? Кој ќе го побие докторо ако е пишал болување на мене? За било која диагноза. Ако не? Продолжете, ве слушаме внимателно. Слушаме се, ја од први се у фабриката за акумулатори. Еден ден болување 3-4 јадарки помалку од платата. 3-4 јадарки помалку од К-15. 3-4 јадарки помалку од 13-та плата. Ако му одговара на некого, на тие дечките што работат у фабриката за акумулатори, нека земат болување. А за докторот, ако пише, кој ќе каже дали е доктор управо или не е управо? Дали е така? Ве слушаме. А сега и ве новиот систем ви се чини ли дека ќе стави крај и на злоупотребата на боледувања доколку постои? А нема да стави само казни на работници. Ако ја слушај да ти кажам, ако ми земат у година. Така, благодарам и ве. Гледачот премалку постави прашање и во однос на тоа кој ќе може да го оспорува наодот или пак она што го запишал лекарот. Развивајте оваа дискусија, почитувани, а јас секако во продолжение ќе почнам и со коментарите.
Ди Хектопов еве што напиша на нашето прашање дали новиот систем конечно ќе стави крај на лажните боледувања. Само повеќе ненајавени контроли на боледувачите, најмалку 4 до 5 пати неделно со домашна посета. Да се види дали се дома, на нива, скијање, на море или приватно си работат, а платата им тече. Добро вечер. Добро вечер и добар ден, Тина. Поздрав. Голем поздрав и до вас. Повелете. Па вака сега, од искуство јас сум така, више у пензија, сум доработил све и свашта сум видел. Значи, а ние сме таа генерација што и колку да си болен на работа кидеш, не сме испуштале ден. Верувај ми. Значи, тоа ни било, нема шанса да излажам, ја идам, ама ќе се млечам, ќе се леко и кидам на работа. Така бевме воспитани. Сега не знам, не можам да кажам, али има модус, има доктори, поштени има, тој се законно со Хипократова заклетва, не сме лажно ништо да, ако е здрав човекот, не сме да му. Ако е болен свака час, греото е болен, нема тука тоа виша сила е. Така, многу е важно да не манипулираме со здравјето. Здрав, прав, болување. Ти се молам, нема тоа, би било, мислам, нема шанса тоа да изиграм ја. Така бевме воспитани, сега не знам како е, али тоа, мислам, треба да остане. Ептен, ако не можеш, тука е виша сила. Болен, болување и така. Синче, поздрав. Уште ова да ни одговорите ве според вас кај гледате видата во однос на злоупотребата со боледување, работниците или кај лекарите? Лекарите, работникот како ќе најде. Така ли? Така, благодарам за учеството и одговорите. Останете со нас, продолжете да не гледате. Останатите, продолжете, пишувајте коментари, давајте одговори на денешните прашања. Еве што ќе ве подсетам уште еднаш, особено за оние кои што подоцна се вклучивте и ја следите Црвена линија. Секогаш, не само и во однос на темата за која што зборуваме, за да бидете навремено, целосно и секако квалитетно информирани, кликајте на telma.com.mk. Фондот за здравство скроил план против лажните боледувања. Па дали ви се чини и почитувани дека токму новиот систем ќе стави крај на оваа појава и каде ја гледате вината за злоупотребата со боледувањата кај работниците или лекарите? Добро вечер. Добро вечер, Тина, ако сум јас. Секако, господине Живкова, Црвена линија, сте повелете. Стално ве варам претходно во толку сато, ама ето тој што седи там, не е важното. Одиме на темата. Видите вака, треба да стави крај, да речеме, по моје мислење, лажните боледувања. Еве зошто. Пошто од прилика, така речено малце, не многу Европа е посетувам. Кога ќе си на боледување во Германија, постои комисија, ако во случај не те најди дома, пример, или не дај Боже да си на болница, и таму ќе ве посетат. Не верете гајле, си има комисија. Тога се губите може би и работата. А додека овдеки, во Македонија како е кај нас, еве ти се една изрека, доктор што пиши и поп што пеј, никогаш не се враќа. Ќе ја разработите во вие како новинар. Доктор што пиши и поп што пеј, никогаш не можеш да го вратиш назад. Значи, добро ви кажам. Ево, јас ќе се послушам со моја ситуација. Сум бил на болување, а јас работам за земјоделие. Нема комисија. Не можете тоа да го створите. Ако овој систем проработи, јас го поздравувам. На болување си, треба дома да бидиш, има комисија, ќе те најди. Толку ти да. Така, благодарам многу за учеството во Црвена линија. Останете со нас. Ајде да видиме што напиша Петар Трајковски. Подсетувам дека темата се објавува секогаш и на профилот на Facebook на Телма телевизија, така да овој коментар е токму на овој зид на телевизија Телма. На прашањето дали новиот систем конечно ќе стави крај на лажните боледувања, Петар Трајковски напиша: дали некој ќе провери во фондот кој се зема надомест за туѓа нега?
Интересно прашање, па еве, развивајте дискусијата да видиме останатите што ќе дадете како одговор во црвена линија. Добро вечер. Тина да се доискажам нешто една замолница до вас. Добро, повелете. Видите вака, јас, пошто сурфам многу на социјални мрежи, и приметив една работа за која ќе мора и да го повикате и Клековски да ни даде одговор како директор на фондот. Лекови произведени на Алкалоид Скопје во Србија се 50% поевтини него во Македонија. До кога ние, пациенти, мислам, граѓаните на Македонија, ќе плаќаме скапи лекови? Еве ќе ви кажам, јас користам за притисок и за очен глауком. Цитикол капки од 100, мислам, производство на Алкалоид Скопје. Овдека кај нас е 530 денара кутиче. Во Србија ви се 310 денари. Трекапин капки и таблети за притисок од 20 милиграми. Овдека се 310 или 330 беа, во Србија ви се 180 денари. Копренеса 802,5 кои сам за притисок. Овдека се 530 денара, во Србија ви се 320 денара во Врање. Сакам да го викнете, господина директор, и да ни објасни зошто е овој диспаритет толку голем на цените. Посебно ме интересира производите на Алкалоид Скопје. Како може цитиколот капки во Македонија Ве молам да не испомнуваме сега фирми во црвена линија. Конкретно и во однос на цените на лековите кои што се неопходни, има начин како да се каже. А во однос на темата и прашањата за денес, секако ќе потсетиме да ве слушнеме во живо и кој е одговорот според вас на тоа кој всушност е виновен за злоупотребата на лажните боледувања. Дали е вината гледате кај лекарите или пак кај работниците? Добро вечер. Добро вечер. Ако сум јас, добро вечер. Повелете, вие сте. Го кажа, тоа дека тоа е констелација и најголем доктор да е, ако го свиткам коленото, тој не може никој да докаже дали сум јас болен. Ќе пише некое болување. Значи, во рече, али ова што ви кажам, дека треба да се стави крај на лажните боледувања, се слагам. Во констелација на ова што кажа Љупчо, јас секогаш го поштувам во говорите, не смем да цитирам друг, али ќе дозволам само ова. Љупчо, кажуваш ти, таму 300 денари, овде 300 денари. Еден према двасне, извини вака. Значи, не можам да те разберам. Истите лекои биле во Србија толку, овде од толку. Ти кажуваш во денари, ти кажуваш за Србија 300 денари овде. Да, 300 денари, таму се инакви, 300 денари се, таму динари, овде денари. Така да, Љупчо те ценам по разговор, ама овој пат не си го право, а новиот систем треба да стави крај на боледувањата. Ве поздравувам. Голем поздрав и благодарам еве за второто вклучување во црвена линија. Еве како се објаснува принципот, односно на кој принцип ќе функционира системот. Според директорот на Фондот за здравствено осигурување, господинот Сашо Клековски, наједноставен пример е да се замисли дека имаме 24 милиони рецепти, нив нема шанси картиено да ги исконтролираме, вели тој. Значи, дигитализацијата ќе овозможи многу позадински функции и ефикасност во сите полења, како за граѓаните, така и за институциите. Фондот посочува и дека директорите кои незаконски си ги изголемиле платите, парите не ги вратиле назад во здравствената каса до крајот на годината. Тие велат им даваат уште една шанса да го регулираат ова, во спротивно ќе се соочат со казни. Па дали ви се чини дека новиот систем конечно ќе стави крај на лажните боледувања? Добро вечер. Ало. Добро вечер. Поштување, госпожа Тина. Поздрав и до вас. Повелете, ве слушаме. Многу директори во тоа ФЗО се сменија. И Дончев, и ово, и други. Све се тоа едути, све тоа крадат. Знаете што ме радува најпоќе? Во овие сите дебатни емисии гледам луѓе почнаа дека да кажуваат како ја што зборам ностоп.
Само некој друг ни треба во Македонија, некој, како да кажем, ајде да дојде да не оправи. Ништо не бидува ова Македонија со овие три партии. Ја изедува во сите сегменти. Не новини да измислува и Андоновски и Клековски ова. Све додека има партиски војници, све додека има неправилности во ова наша држава, така ќе биде. А тие неправилности, знаете кој ги донесе? На вчерашен ден, пред 24 години, првиот бранител беше утепан во Теарце Мартин Стојановски. Тие што го тепа, тие се намести во сите институции во Македонија и од тогаш почна тие неправилности во Македонија. Џаби збориме ви, џаби ви се емисиите сите дебатни. Никакво подобрување ќе нема. Све дека се овие три партии на власт, тешка на овој македонски народ. Него на младите, ако им се пружи прилика, карта во еден правец, нека бегаат. Биди ми поздравена, све најдобро. Се најдобро, бидете поздравени вие, но секако не го менувајте се уште каналот, се уште трае црвена линија. Продолжуваме и со останатите коментари. Она следно што ни пристигна, еве имаме и од госпоѓа Павлена Здравковска, конкретно мене ме прашува, ти на зошто му одземаш и му одземаш најверојатно на луѓето од тие 90 секунди. Ретко одземаме од секундите, но најчесто кога нели ќе се промени насоката, односно соговорникот оди на друга тема и не дава одговор на она што сакаме да го слушнеме, најчесто знаеме да го вратиме нели на вистинскиот пат, барем што се однесува до одговорите и темите за кои што зборуваме. Благодарам господја Павлина за укажаното, а еве што напиша во однос на темата Тони Петровик. Во секој случај би требало да дојде до значајно намалување на лажните боледувања и секако треба што почести контроли на подолгите боледувања. И подеднакво виновни се и двете страни, но сепак повиновни се вработените што практикуваат лажни долги боледувања. Поздрав до прекрасна водителка Тина. Благодарам, Тони, поздрав и до вас. Ајде да ве слушнеме останатите, па еве, каде ја гледате пред се вината во однос на злоупотребата со боледувањата кај работниците или лекарите? Добар ден, добро вечер. Добар ден, убав ден. Убав ден, повелете, ве слушаме. Се слушаме, не? Да, продолжете. Благодарам. Вака, ја дека нема да најдам виновници, но ќе кажам, еве, како пациент, вие ќе отидете кај докторот и ќе му кажете, докторе, правам куќа, дали ќе ми помогнете 5-6 дена да бидам под името боловање, да ми дадете 5-6 дена слободни. Значи, да речеме овдека кој ќе биде виновен? Дали оној кој бара или ќе биде оној што го одобрува? Такви имаме ние сите боловања се одобрени на некој начин од самите лекари и самите лекари за мене се виновни, што значи не вода сметка, него дали по пријателство, дали по другарство, дали по на линија на помал отпор, имам болно дете, болна жена, куќа правам и така натака, значи така. Сега кај мене во однос на здравство. Ја имам еден голем проблем, го поставувам многу пати, дали вие ќе можете да го покренете. Еве што е тоа. Пример, јас сум шекераш. Имам оперисан срце, мозочно и што немам уште. Меѓутоа, купувам лекови за кои треба да платам 20% партиципација. Меѓутоа, зошто плаќам доплата, каде што ако еден глукофаж кошта 10 денара, партиципација, доплата 74 денара. Каде одат тие пари? Значи, што помагаме? Дали имаме подобро здравство? Дали имаме подобри техника за... Благодарам за учеството во Црвена линија. Почитувани, дојде време да ги погледнеме рекламите, по нив следуваат и резултатите од денешната анкета. Сега време да ви ги представиме и резултатите од денешната анкета. Сега кои се објавени на Инстаграм стори на профилот на Црвена линија на прашањето кој е виновен за злоупотребата, под А работниците одговорија 24%, под Б лекарите 76%. Голема благодарност до сите вас, почитувани, кои што бевте дел од Црвена линија и благодарам што не следевте. Од понеделник нов предизвик, нова тема. Останете со Телма телевизија, она што следува е Нексус со Игор Треков.